Почитувани, граѓаните на општина Богданци заслужуваат подобро, заслужуваат да живеат во модерна и убава општина, општина во која конечно ќе бидат задоволени сите наши основни потреби. Програмата што ја нудиме е реална и остварлива, базирана исклучително на потребите и барањата на жителите на Богданци, Стојаково, Ѓавото и Селемлија. Нудиме моделна општина со широко отворени врати за секој граѓанин, за секој проблем, за секој предлог, за секоја идеја, без разлика од каде доаѓа, се со една единствена цел, заеднички да направиме модерна и современа општина Богданци. Затоа, јас и советниците на ВМРО ДПМНЕ силно ќе се залагаме за да обезбедиме подобар живот за нашите сограѓани и тоа преку урбанизација, изградба на квалитетна инфраструктура, подобро образование, заштита на животната средина и најважното, почитување на волјата на граѓаните искажана преку референдумот за изградба на родници на територија на општина Богданци. Исто така, нема да дозволиме изградба на прифатилиште за подолг престој на мигранти на територијата на општина Богданци. Ние богданчани сакаме да помагаме и немаме дилеми да помагаме кога е тоа потребно, но за се има граници. Ке ги вратиме традиционалните настани кои во минатото ја красеа општина Богданци, го обединуваа народот без разлика на националност, вера или партиска припадност. Ке го вратиме спортскиот дух во Богданци на она ниво по кое беше препознатлива општина Богданци во минатото не само во Македонија, туку и пошироко. Во продолжение, ќе спомнам само дел од проектите од мојата програма. И тоа под број 1 подитно ќе го довршиме и донесеме генералниот урбанистички план на општина Богданци, а деталниот урбанистички план ќе го изработиме заедно со бизнис секторот и граѓаните на општина Богданци во склад со нивните потреби, а се со цел да им помогнеме и да им овозможиме проширување на нивните бизниси и отварање на нови работни места. Под број 2 ќе обезбедиме локации за нови индустријски зони по должината на регионалниот пат Богданци-Георгелија во местноста викана Лгот, се со цел привлекување на странски инвеститори, но и да ги вратиме нашите бизнисмени кои заради недостатокот простор изнемуваат простори за своите бизниси во соседните општини. Под број 3, за да ја зголемиме безбедноста на сообраќајот во Богданци, ќе изградиме 3 кружни тека, од кои еден на раскрсница Илинден, еден на раскрсница Чавдарова чешма и еден кружен тек надвор од Богданци на спојувањето на регионалниот и заобиколниот пат. Под број 4, бидејќи неодамна во Богданци нема автобуска станица, приоритет ќе ни биде изградба на нова автобуска станица и тоа во самиот центар на Богданци. Под број 5, заради подобрување на квалитетот на водата за пиење во Богданци, ќе отпочнеме со промена на старите и дотраени азбестни цевки. Проект кој е поголем и ќе се одвива во фази, а во исто време ќе донесеме и проект за поврзување на водоводната мрежа на село Стојаково со изворот на вода во село Ѓавото. Под број 6, уште првата година ќе отпочнеме со комплетна замена на колекторскиот систем во потегот по должина на река Лудомара, проект со кој конечно ќе се отстрани лошиот мирис кој се создава како последица на отпадните води, кој не може да ги прифати постојниот колекторски систем. Под број 7, ќе изградиме туристичко-рекреативна патека Богданци-Палјорци, во која ќе бидат вклучени една инфоточка на Палјорци и дел со фитнес зона на отворено. Под број 8, со помош на владата на Република Македонија, ќе го реконструираме и асфалтираме регионалниот пат Гевгелија, Богданци, Дојран, како и локалниот пат од село Стојаково кон село Селемлија. Под број 9, ќе ги реконструираме и асфалтираме главните улици во село Ѓавото, село Стојаково и село Селемлија, како и уште 30 помали локални улици на ниво на општина Богданци. Под број 10, како општина ќе земеме активно учество во изградба на светиот храм Свети Ѓорги во село Селемлија заеднички со местното население. Под број 11, ќе ја промениме локацијата на сегашната депонија во општина Богданци. Со тоа ќе овозможиме Богданци да добие нов и атрактивен простор за домување, а со тоа и проширување на самото населено место. Бидејќи Богданци,
кој во овој момент нема недостаток од локации на пристапен терен. И пред број 12, Богданци знаеме дека е препознатлив по ракометот, поради тоа финансиски ќе го поддржиме ракометниот клуб Младост, како и сите останати спортски клубови, фолклорни групи, како и локални музички бендови. Почитувани граѓани на Богданци, Стојаково, Ѓавото и Селемлија, најодговорно тврдиме, тоа што го ветуваме, ќе си стоиме на зборот и ќе го исполниме. Ви благодарам.